Го молам пратеникот Дивна Јовковска-Евтимовска да се произнесе по одговорот добиен од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на прашањето што се однесува на паушалното оданочување на земјоделците, односно согласно член 43 од деловникот да го искористи правото да постави дополнително пратеничко прашање во трајање на 3 минути. Има збор пратеникот Дивна Јовковска-Евтимовска. Повелете. Старам председателе, од одговорот господине Димовски не сум задоволна. Инаку, прашањето колку за информирање на јавноста се однесуваше на законската можност за размена на земјоделското земјиште и зошто повеќе од 2 години доцнат одговорите на поднесените барања. Вие, почитуван министер, во одговорот ми го толкувате Законот за земјоделско земјиште, ми објаснувате... Дивна, ова се однесува во однос на паушалното даночување. Спире го времето. Се однесува на одговорот по однос на паушалното оданочување на земјоделците. Следното ќе види за размена на земјоделците. Повелете. И од ова прашање, дефинитивно, почитуван господин Димовски, не сум задоволна. Токму од причина што ова прашање е од витално значење за земјоделците на Ресен и Преспа, меѓутоа во одговорот уште еднаш избегнувате да дадете одговор на поставеното прашање. Повторно при одговорот ми цитирате членови од Законот за персонален данок од доход. Вие многу добро знаете на колку ваши средби во Ресен и Преспа, верувам, добро се сеќавате и во колку наврати писмено и усно на пресови Сдруженијата на јаболкопроизводителите барале од вас одговори на ово прашање, барале да се помести границата на паушалното доначување на 1.300.000 денари. Јас не барав од вас толкување на законот, толкување, доколку ми беше неопходно, ќе побарав од министерот за финансии. Вие заборавате да кажете дека оданачувањето се врши на 20% од примените средства. Ако се пречекори сумата дури и за 0,1 денар, и тие 300.000 денари за кои се ослободени ќе бидат оданачени на 20%. Со други зборови се оданачуваат како и сите други. Од тука произлегува дека висината на максималната сума не е променета и покрај барањето и инсистирањето од страна на јаболкопроизводителите во Ресен и Преспа. Дополнително прашање нема. Благодарам. Пратеничката Дивна Јовковска-Евтимовска не е задоволна одговорот и нема дополнително пратеничко прашање. Го молам пратеникот Дивна Јовковска-Евтимовска да се произнесе по одговорот добиен од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на прашањето што се однесува на поднесените барања за размена на земјиште, односно согласно член 43 од деловникот да го искористи правото да постави дополнително пратеничко прашање во трајање на 3 минути. Има збор пратеничката Дивна Јовковска-Евтимовска. Повелете. Спомнав дека и од овој одговор не сум задоволна, инаку прашањето колку за информирање на јавноста се однесуваше на законската можност за размена на земјоделско земјиште и зошто повеќе од 2 години доцнат одговорите по поднесените барања. Вие, почитуван министер, во одговорот ми го толкувате нели Законот за земјоделско земјиште, ми објаснувате фрагменти од стратегијата за окрупнување на земјоделското земјиште, без да понудите суштински одговор на прашањето кое ви го поставив. Зошто после 2 години немате одговор по барања доставени од Ресен и Преспа? Во прашањето беше потенцирано дека се работи за барања поднесени од страна на земјоделци од Ресен и од таа причина неразбирливо е зошто во одговорот ми зборувате за реализација на пилот проекти во општина Конче. Со избегнување на одговорот, вие, почитуван министер, само потврдувате дека решавањето на барањата намерно се пролонгира, се со цел овие граѓани да не можат да подигнат насади и за нив да добијат субвенции на кои имаат право за подигнување на нов насад и одржување, заради што и со што дополнително ќе го товарите буџетот на Република Македонија, иако сте целосно свесен дека граѓаните во фаза на исчекување се цели 2 години. Не ги обработуваат своите парцели кои ги нудат за размена, а нели од објективни причини не може да ги обработуваат ни тие на кои што чекаат, од проста причина што тие пак не се нивни. Со оглед на тоа што јаболкниците стигнуваат на род од 5 до 8 години, секоја изгубена година за преспанскиот земјоделец вреди многу, со оглед на тоа што во најголем дел
единствениот извор на екзистенција за најголемиот дел на преспанци е токму јаболкото. И кога веќе ништо не правите по основ на барањата на Сдруженијата на јаболкопроизводителите околу квалитетот на пестицидите, околу изградбата на толку ветуваниот откупно-дистрибутивен центар, а него никаде го нема, околу политиката на одоначувањето, критериумите за субвенционирање, далаверите со уплатите на трансакциона сметка и оштетената преспа со околу 400.000 евра само за 2010 година, за кој никој не сноси вина, дури и Министерството за внатрешни работи пери раце од овие случаеви, а прекупците криминалци кои ги злоупотребија земјоделците се возат по бенбиња и мувани ги лази. И на крај врв на лицемерие и враќањето на субвенциите за кои веќе им стигна решение на ресенските земјоделци. Затоа, почитуван министер, како педантни плаќачи на давачките кон државата, заслужуваат во најскоро време да добијат одговори на барањата. Во нивно име, на секоја наредна седница ќе ви го поставувам истото прашање. Овој пат немам прашање затоа што треба истото да ви го поставам. Благодарам.